Здраво, дечки, денес сум во Словенија на официјално, односно на европската премиера на Lynk & Co 02 на покана на Lynk & Co. Ова е нивниот втор европски модел кој што официјално се представува и е прв комплетно електричен автомобил. Сега за кратко ќе ни започне една презентација за него и подоцна започнуваме со возење тука низ Словенија, што ќе биде доста интересно, така да ова е Lynk & Co 02, на прв поглед вака изгледа доста интересно. Сега за кратко да го запознаеме официјално технички и почнуваме со возење, па ќе се вклучам пак. Иако технички Lynk & Co е дел од групацијата на Geely, односно голема кинеска корпорација која има богато портфолио на сериозни брендови меѓу кои е и Volvo, и се брои како кинески бренд, сепак по целата презентација за брендот и нивниот нов модел, може да се каже дека ова е и шведски бренд, бидејќи на крајот на денот целиот дизајн и целиот автомобил е конструиран во Гетеборг, Шведска. Како што кажав, станува збор за вториот модел на европски пазар за Lynk & Co и е прв модел кој што е комплетно електричен. Станува збор за 270 конски сили или 200 киловатен мотор, и исто така имаме ренч од некои 450 километри, кој што е некоја средна бројка. Во градски услови се очекува и многу повеќе, тоа ќе го видиме во Скопје кога ќе пристигне, кој ќе го имам многу подобро на тест да го искусам. Сега една европска премиера, имаме можност тука да го искусиме кратко по овие алпски патишта. Она што е интересно за Lynk & Co 02 исто така што има еден нов, доста футуристички дизајн, кој што се оставени овие препознатливи фарови од озгора да изгледат како канџи што ги спомнувавме во 01, мада таа епизода ќе видите после ова представување на 02. Од позади го има тој купе дизајн, изгледа доста интересно, доста атрактивно е. И сега ќе се префрлам внатре, за и внатре да го видиме малку поинтересно. Интериерот, кој што можете да видите, стварно многу убав. Мора да кажам дека е многу простран, од надвор изгледа како што видовме, нели, како купе, како компакт кросовер, кој што навидом не изгледа дека има толку многу простор тука внатре, но е стварно многу простран. Но она што ми се допаѓа се сите материјали кои што се стварно многу квалитетни секаде, напред, позади, стварно многу квалитетно се сработено. Има многу кул моменти кои што ги имплементирале. Една од тие работи е и самиот држач за телефонот, за да биде и беџичен полнач, но и држач. Ево го. И стварно е многу кул. Си стои тука телефонот, си се држи, си се полни. Во секој момент може да видите и секакви информации за него. Втора оваа тука даска кој што гледате многу кул се преклопува и можете под неа да си дополнително си ставите одредени работи, и ова полица дополнително тука се лизга. Тоа е кул. Второ, наслонот за раката исто напред-назад да се прилагоди. Воланот, формата негова е стварно малку нетипична, поразлична, доста интересна. Сите материјали, оваа кожа тука, инаку има две нивоа на опременост, кор и мор. Ова е мор нивото на опременост, односно понапредното, и разликата не губите многу во опременост за разлика од првото ниво, односно тука добивате електрични подесиви седишта, двете предни седишта, грејење и ладење на двете, инаку има само на едното. Имаме 360 панорама камера и 12 звучници Harman Kardon кои што се стварно фантастични. Има уште некои други работи, но во глобала ова се тие некои поклучни измени да ги кажам. И другата работа се материјалите кои што се искористени. Во првото ниво имаме рециклирани некоја рециклирана форма на текстил, а тука е некоја кожа која што е исто така еко кожа и е доста интересна, бидејќи не се лизгате како во нормална кожа, баш убаво ве држи. Убав
стварно убав простор, убав интериер, убави материјали. Интересно е тука што вратите се отвараат на копче, нешто што во моментов го гледаме како се почеста работа што се појавува. На задниот дел е исто така доста широко просторно, ми се свија што на средниот дел имаме рамен под, убав, дефинитивно многу убав интериер и дефинитивно едва чекам да го возиме за подетално да го истражиме, меѓу кои овој голем 15,8 инчен екран кој што е фантастичен, многу брз, многу респонзивен, многу добра графика има целиот екран. Само видам дали ќе ми се активираат камерите. Одлична респонзивност. Системите во ова кратко возење до сега што го возевме, стварно немам зборови. Чекам да стигне во Скопје, да го возиме, малку подетално да го запознаеме. Сега ова е европска премиера, кој што кажав, на кратко да се запознаеме со него и се гледаме наскоро. 272 конски сили, 66 киловат-часа батерија, забрзување од 0 до 100 за 5,5 секунди, 323 ньютон-метри обратен момент. Тоа се сериозни перформанси, особено за еден електричен кросовер купе. Зад волан добивате убав фидбек на многу стабилен автомобил. Одлична комуникација со што во секој момент знаете што се случува со автомобилот и со тркалата. Особено по овие преубави планински кривулести патишта. 0,2 дава чувство на сигурен и забавен автомобил. Односно, 272 конски сили ги имате на располагање на заден погон. И ако дополнително ставите во спорт мод, чувствувате како ги мачка кривините. Но оно што е дополнително важно и за нас и за Lynk & Co е рейнџот, односно обсегот на километри со едно полнење. Но исто така и време траењето на едно полнење. Односно 0,2 во овој мор пакет се полни за 4 часа на 22 киловатен полнач, односно 30 минути на 150 киловатен полнач. Додека со едно полнење се возможуваат 445 километри да ги поминете со леснотија. И тоа 445 километри се комбинирани, што значи дека во градски услови, од она што можам да приметам од оваа европска премиера, ќе се поминат лесно и над 500 километри, што е многу позитивен резултат. 0,2 е многу мек, комфорен автомобил, но и безбеден. Сигурноста која даваат тие безбедносни системи, нивната конзистентност, оддаваат чувство дека ова е и премиум модел, за кој целото искуство од нивната групација, ама целиот шлак е искористен за да добиеме еден нов модел кој тоа како ќе се истакне особено на европска сцена. Само што се вративме од целиот експириенс што ни го пружи Lynk & Co овие 3 дена со 0,2 тука во Словенија. Ова европска премиера е така кратка, за жал не може многу да се искуси возилото во овој период, но е доволно да видиме што ќе нуди 0,2. Нормално кога ќе дојде во Македонија, кога ќе го имаме на тест, многу подетално ќе го видиме, но overall многу добар рейндж на километри кој што ги пружа, многу добра вожња, многу мека како што зборев сега кога го возев, но интересен дизајн, убав печаток остава, така да го чекаме во Скопје да пристигне. Благодарам на Lynk & Co Македонија што ни ваква прилика да дојдеме тука да го видиме на европска премиера во Словенија и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!